Ајде. What the fuck? На нога? Кај се? Ете го тука до тог прв конектор. Одамна ти немам дајано апдейт за студиото, а веќе некое време ми е функционално. Најбитно од се ми беше што ставив изолација на сите три ѕидови кај што имам комши и мислам дека дав се од себе да им го зачувам мирот, пошто сум обзирен. Скоро свеземав од дел децибел и изолација и акустика, стварно се фини, особено Лидија. Срцка, види, дури само направила реклама со AI. Ел Децибел ви нуди специјални системи за звучна изолација. Срцка. Ван видимо црни стикери. Много се убави. Црни. Со сипаниците. Штекерите убави, дедот со сипаници. Не многу питно? Тешко е. Ке си играш или ке уметникуваш? На предна линија? Никако. Оставам да си суши мојата нова маска. Лечете се фајтер. Сега е, официјално со сите плави бои си имаш играна. Со сивата не си поиграв, овој гораст не ми ја даде. Со плавите се за играње, сивите се за сериозно работа. О, не ми се верува дека ова ми е истата соба, човече. Мислам, it was a long time coming. Ова уште од старт беше планирано да биде студио, само што немав никад пари да вложам во тоа и тоа, мислам пари. Не сум можел да се снајдам, не сум сакал доволно. Не ми хитнала желбата. Многу од овие желби одлучив дека ќе си ги остварам у 2023 и стварно многу желби си остварив у 2023, као онака ми беше so far најбољи година до сега што сум имал. Тоа сум највеќе остварувања, да речам, од се што сум замислил пред почетокот, нели, при почетокот на годината. И баш си видов планер што сум си запишал и онака мисии сум пишал renovate the pantry, renovate the studio. Така сега го гледам и гледам дека добива веќе некаков налик на студио. Ќе објаснам све што е, како е, кога ќе биде готово и каде сум направил компромис, каде сум презадоволен што ми текнало и сега за сега е се уште студио во изработка, кое што почнува да ми покажува еве Иван, се подобрувам. Као, look at me, I'm getting better. Станувам поубаво, станувам пофункционално, пошто јас сум го користел ова како студио и пред да биде студио, и пред да има функција на студио. Скала веќе не е згодна за седење, ти кажам, бро. Тоа е, вака ке седам ко на конј. Па на конј сум. И стварно мислам дека заслужува да му давам малце љубов. Утре ќе се работи пак, не знам што е уред да исчистам, што не е уред да исчистам. Можам да пуштам вака, окей. Љубовта што ќе му ја давам сега на студиово ќе биде да ги поврзам овие сијалициве на Wi-Fi, затоа што не можам да ги поврзам на 4G, пошто немам сега интернетот ми е изгасен. Не можам да ги поврзам на 4G, не знам зошто. Пробав да пуштам хотспот као еве ти Wi-Fi, да го излажам дека е Wi-Fi, нема шанси, може да iPhone, може да V-Touch. Така се викаат, V-Touch се вика, чекај ти покажам. Може да се гледа. Така што еве тоа ќе му го давам денес на студио, ќе пуштам интернет, до сега не го пуштав демек за да го чувам едно друго, да го пазам рутерот. Али сега мислам дека колку толку може да биде лесно заштитено, затоа што нема уште многу да се прави таму. Така што само ќе го поврзам, парем да ги сетирам светлава, па ќе го изгасам ако треба се едно. Битно ми е да ги... Кај ми е бе тоа адаптерот? Ко донесов? Енеко. Преако као седнав да си медитирнам пола минутка у истиот момент кога оџата запеа. Браво. Нема да коментирам ништо за ова, не е битно. Слободно ти коментира, јас не. Device? Кај да знам каква е? Switch, blе, dimmer, switch, scene switch, што, кај да знам? Wireless, кај да знам? Light source, какви се? Кој знае какви се? Да бе, QR код нели има? Путивче некој? Видаш 3000, ова ако не ме излажале, у Homelight наводно G класа е сега најбољи класа и најмалце троши. Нешто така, се смениле некои правила таму. Што сега, јас добив информација за светлава, а како да го конектирам? Тука некој QR код, не ми треба, значи овој QR код. Опа. И? Што? Апликацијата? Ја имам. Не се озбилни. Дај, не ме дупи. Чекај, требаше да ми трепкаат. Додека трепкаат треба да барам. Сега. Еве ги. Сите, само 3 најде. Едно не ми најде. Being added, to be added, она, него ни наоѓа. Нека стаи 3. Ајде.
Let's go. LED lamp added successfully. LED lamp. Валја што свети. Control room 1. Finish. Fail to add the device. Зошто? Зошто? LED lamp 2. Да е ова. Control room 2. И добро, да, најде. Дај да видам. Гаси. Гаси. Пали. Дај. Да видиш, чекај. Ле, немам батерија. Чекај, на брзина само. Real quick. Гаси. Пали. Сега, шо имаме други опции? Мислам дека не мислам туку ги земав за тоа што имаат опција за хјумењање. О да. Можам сцени да си правам. Преако colorful, еве за кике. Што менја бој? Менја диско. Муабетот е што мислам дека можам да си правам и сцени, као да подредена сцена од некаде да доаѓам и од надвор да си наместам која сцена сакам да ми биде. И ќе влезам у студио веќе да ми биде подесен вајбот и све како што сум си го замислил, и тоа ми беше генералната идеја зашо сакав да имам вакви. Се надевам дека Г класа е сега А класа у вистинскиот свет. И дури да не е така, тоа е, као имам светла низ целата fucking соба, на секаде, позади секој можен панел, само позади бастраповите, нема пошто, нели, кјошеви, или ако нешто не знае, ако знаеш зашто изборам, знаеш, ако не знаеш, не можам да имам таму светла. И ова што е направено сега со светлава е моја желба и измишлјотина на Горас како да го успее ова, пошто не било толку едноставно како што си мислев, не било толку straightforward, али there we go, многу светла. Обожавам fucking светла, педер. Сега има да се снимам со ова, дури не ми цркне батеријата. Микрофон. Дали можам вейв реактор? Ама малце со дилеј, а? Како е дилеј? Дали имаме дилеј? Дали се пе, дали се менја? Дали се менја? Кога ја пеам? Еве го, се плаво. Сега? Бит реагира некако. Еве кога зборам како нормален човек, како демек ми бит реагира, ама не знам дали би го препорачал ова се деша. Валја не е како онакво, како мислев дека така ќе иде како во одредена боја, ама валја само рандом се менја на музика и ако не го сменам наскоро ќе јадам епилепсија. Дезлинг. Ајде, а можеме нешто спид да менјам? Еди, спид. Сакам да ја изгасам друга, знаеш дека ми смета, после ќе си играм со неа, чекај, да не ми смета само додека си играм со ова. Дај, не знам, нешто друго. Дај ми нешто интересно, ајде. Сцени ме као да не работа, да? Шмрља некој бој. Таймер, шо е таймер? Шо да се изгаси за 1 минута? Off after 1 минута, да бе? Јако. Но ги сакам светла, треба иначе и тие кај Кике да ги поврзам, а треба и овие, Кике ме чекаме ментално на јадење. Али еве да го направиме да биде некоја, да, убава беше уствари бојата, така нека и добар, фин, убав тиркис, да идам да се прехранам, пошто не знам како уште екзистирам. Да, еве, plan, schedule, rhythms, power on behavior. И за штедење има. Многу добро сум воспитан во однос на штедењето. Се што ќе кажам, а зашто ова ми менја бој, не му дадов да ми нити па му реков да се изгаси. Јас одбрав колор зелена, толку гаси. Ајде, зелена. Чао. Битна ствар. Аха, овие уште дрепка, да, уште немам стигнато од таму, али умеѓу времето дека ги сетирам, реков да, окей, си слушам музика и такво, слушам акустики, колку уште многу работа уствари има. Седам на земја и осеќам вибрација, пошто басот не се заебава, нит на JBL-ов, нит на кои монитори и да му ги ставам на студио. Земам вакви, освен сталаците што ќе ги земам за да ми стојат мониторките на нив, земам и вакви сунгери за да не се пренесува басот на кај било каде, надвор од собава. Ла, гадно ми е сегде, да, уште не изчистив тука. Не знам, еве тука на биро ако остана. Да видиме само вака и целф колку прави разлика. Сега нема бас. Која песна е таква? Бас тестер. Добро, чекай, разликата е. Добро, има разлика, не е дека нема дефинитивно. Види, технички треба да ми бидат и повисоко и ќе ми бидат на сталаци кои што не трансмитираат као бирово. Идам натака номатата. Ова мора да го видиш. Пази што се деша. Малце као мало дете се понашам, ама неверојатно ми се работи. Као прости работи, чекај, не се дери. Прости работи колку може да додадат. Послаби се иначе овие. Светлава што ми се стајани за да ми бидат светла, се послаби од светлата што се позади овие. Ете така е. Мене тоа не ми смета, пошто
Прекини да го корнеш телефонот од пуњач. Иначе многу сакам светла. Не знам кога ти обяснам колку сакам светла. Многу сакам светла. Кој знае колку комбинации можам да направам. Вака и плюс да го намалам брайтнесот. И да биде пример зелена натака. И да го зголемам повторно брайтнесот од црвената на. Ле, што е ова? Што се дешава? Види. Проста работа е да го имаш уствари. Мене не ми се верува колку е просто да го имаш. Ова. Тие светленцата мали исто што ги имам, тоа е феномен ми се. Не можам више да живеам, толку зависен станав од тие светленца. Чеј веќе ги донес. Ова ми се светленца од AliExpress нарачани. Дали претходно еднаш ги покажав во влогов? Можда не сум сигурен. Више не знам што сум кажал, што не сум кажал. Светленца AliExpress, bless Vico for finding them на AliExpress, али има толку добри модови, толку добри толку добро света, толку јако света, невероватни се као свеќа. РГБ полиција ги имаат класичните, нели она Келвин ја си менјаш и било кој бој исто као овие. Колку работа ми завршиле во животов, за колку многу уметности, иначе да, двете се исти партали, значи блицеви секаде ми се за кампување, за све, батерија држи. Не многу, али имаш пуњач и све. Bless them. Многу сум благодарен што ги имам светленцава. Благодарност за светленцата. Ова е малце малтретирање, не можам на далјинско да ги менјам. Ќе мора да испрограмирам нешто. Чекај да. Он, какви светло се, какви се навести. Такви. Не бе, поентата беше овие да се гледаат позади, бе, чекај, што правам? Поентата беше, сцена си најдов да се снимам. Многу ги сакам. Абе, како е ова вакво? Ова треба да биде црвено. Како дојде да биде? Леле се глича срањево, брат. Колор црвено, брат. Витач. И успевам сегде да си го направам вајбот со светленцава и ми е мило што се на батерија, ама сепак се на батерија и се троши таа батерија и не траат вечно и не можам да го имам по цело време кога сум дома, вака кога патувам некаде, си го имам цело време со мене вајбот. И од увек сум сакал да имам флексибилност, барем кога сум дома, кога сакам да правам, што сакам, како сакам. Сега да, ова ме ограничува да биде само горе, ама мислам дека неверојатно многу ми дава опции за креација, пошто многу се инспиративни, брат, многу светла во бои се многу инспиративна ствар за мене. Различни модови, било што као патерни на светење што уште ги немам толку откриено, освен тие што ми се понудени. Би сакал дури малце подлабоко да си истражам што е тоа што ми тригернува одредена креативност или инспирација било каква. У мене за било што, значи инспирација за живот, за било што во животот, што ми ја тригернуваат светлата и пошто гледам дека ми функционира, сакам подетално да разоткриам, да знам што кога точно ми функционира. Мислам, тоа е една од моите ствари кои што многу сакам да ги правам во животот, тоа е да истражувам ствари, тоа е научникот у мене уствари. И тоа цело време си испитувам what works best for me, затоа што слушам јас совети цело време од други, као прашувам дури луѓе да ми дадат совет за одредени ствари во кои што се они професионални и никад не ги зијам толку здраво за готово само советите. Гледам да си ги разберам на мој начин, да си ги протолкувам како што сакам ја на мој начин, не да ги живеам советите нивни, туку само да ги земам во предвид за кога ќе имам слична инстанца, случка на било што и да е, ми стојат некако подсвесно тие совети и само ги поврзувам кога ќе ми се потврдат таквите ситуации, само си ги поврзувам, овој тоа ми го кажа, тоа значело тоа, добро, сега го разбирам за тоа што most of the people со кои што јас стварно бирам да се дружам се луѓе кои што сакаат да размислуваат на себе подобрување во некое поле, барем во некое поле и секој е индивидуален за што сака да се подобри, нели? И сакам да слушам различни перспективи за како луѓето се подобруваат во тие работи и знам дека многу од тие се applicable на многу други работи. Затоа што знам дека исто функционира као Кике кога почна да слабее, целата прича беше за слабењето на Кике. Меѓутоа, тоа беше она површната прича која што се дешаваше само успут. Слабењето на Кике дојде од внатре посакување, од вистинска себе љубов, дојде од mindset change и затоа беше успешна. И јас сакам уствари да разоткриам како да го спојам мојот мајндсет да размислува одредено на некоја тема која што не е поврзана со твојата, само што цел мојот ми беше дека секој е добро да си ја користи својата лична интерпретација за советите кои што ги прима и заради тоа не би требало да се сваќа ништо здраво за готово, особено не да се прави претпоставка како и зошто бил даен тој совет. Ајде да видиме се. Опа! Studio all on. I didn't get that.
Could you try again? А ја добро? Studio all on. Добра, ама ова е на последниот сетинг. Сега како да ги направиме да бидат all on на certain боја. Како да му додадам уште една работа? Ден? Аха, па плюс. Само вака. Control single device. Lobby 1. Brightness. Full. Studio all on. Абе, зашто не ме разбира Сири? Сири визија пасијатанда. Studio all off. It looks like you haven't set up any HomeKit accessories. Другото не ми го че да го мрзи. Studio all on. Okay, done. Браво. Браво, Сири. Браво Сири, браво студио. Studio all off. Okay, done. Дека разработен. Studio all on. Okay, done. Касни она. Што има везе? Studio all off. Okay, done. Касни. Окей, ајде другите. Ајде. Studio all off. Okay, done. А, сега другото не си. Што значи не е до едното. Што значи се срање? Амам бе, па ти све е срање за тебе. Срање се! Срање сте! Една од пооригиналните исполнети желби ми беше огледало над компјутерот, за да можам да се гледам во очи со некого, гледајќи во иста насока, и воопшто добожавам огледало. Седнаме за прв пат. О! Јас тука ќе си седам, тука ќе читам додека ти работиш таму. Договорено. Договорено? Можеме јас да читам додека ти работиш, мислам. Ти работиш овде сега, не знам. Се шал, може све. Сите комбинации ќе ги правим. Леле, чудно ми е! Немало кауч тука до сега. Добре дојде, Енди. Андре. Нема, као по нарачка да оправивме, немаше да најдеме по идеален. Со овие бои, што буквално ни требаат, види. Малце е климав, малце е така, ама тој е лабав човек како нас. Лабави луѓе како нас бараат издржливи ствари. Пичка ли му матер? Ајде. Но викаш не смеам да седам, а? Немој да седиш на тоа. Абе да смеам. Потпреш да. Ти можеш со каница си плетиш таму и ја да читам тука. Подкаст. Подкаст тука, па сега имаме нови сцени дома, дурни и подржам сцените дома. Го заборавив тоа. Супер е, вака што? Хубаво е. Еј, да, колку е ова згодно. Од една страна си правиш перници и после те собира цел. Што не знам колку можам да ја верувам на оваа изолација дека е стварно добра, у смисла за да ги заштитам комшиите, ова поише за тоа што ја више за себе се заштитив. Си ставив све што можев за акустика у собата, али за да се изолирам и за да не им сметам толку на комшиите, сакав што е можно поголема заштита, да ставам поголема изолација на секаде, а затоа што доле едина изолација што ја ставив е ова тепихче со гума кое што ми е продадено како многу добра изолација, кое што сигурен сум дека функционира, ама не знам колку може помага, да ама функционира. процентуално колку помага. Решив да ставам и теписон и тепих. Нареден таск ми е теписон, кој што земавме по малце поголемки димензии за да не утнеме, затоа што собава колку и да ти изгледа тебе на многу добра, така убава, пријатна. Сите ѕидови се криви, не само во собава, туку во целиот дом, тоа го дознавме уште пред 5 години. Веќе се 5,5 години. Пошто пред 5 години реновираме, да, веќе се 5,5, пошто пола година реновираме. For fuck's sake. Да, ѕидовите не се рамни. Мислам дека на ниеден стан не се рамни, само што никој тоа не го знае. Можеби само мајсторите и пробуваат само да магии некои прават, а кога правиш нешто сами, кога не ти го прават мајстори, као сечење на теписон. За да не утнеме, мериме не 3 пати, не знам, 90 пати. Со секакви можни цртежи, математики, применуваме од основно све што сме научиле. И на крај пак свативме дека најдобрата опција ние да го полегнеме тука теписонот и така да означиме. А сме имали двајцата петки математика, и у основна, и у средно. Ма супер сме бе, нема да утнеме. Не може, криво е. Чекай, така ќе обележуваме, сега нема да мериме, джабе мерките си да ги правиме. Цртам ли воопште? Кур. Зезни. Малце summer vibes. Ја. И ова е криво. Све е криво. Криво ја море. Да, бе, да, таман ќе дојде. Мора од негде да се почне, знаеш. Ајде, бе, ајде. Знаеш. Сечам. Чекај. Што? Мислам дека правиме катастрофална грешка. Зошто? Пошто однопаку мериме. Кога ќе се флипне, кога ќе опревртиме, Иван? Почекај, дур не сме засекли. Ова нема врска, ова го изедначивме.
Ова ќе се флипне. Ова ќе се флип. Затоа јас преска реков, леле, ќе исечевме секој што не треба. Дегени. Ма супер сме бе, нема да утнеме. Ама не треба во тоа се сечи. Не треба. И битно меревме. Тебе па колку си тешко. Безпотребно. Не е безпотребно бе, тоа е супер срце. Еј, не ни текна прекасно се, ајде. Добро, не е страшно, не направивме голема белја, мала белја на време ти текна, браво Кикче. Браво, фала ти. Браво, Ивче, Не фала. го спаси телписонот. Телписонот. Телписон! Леписон! Издржи. Издржи со такви дегени. Издржи со Се ова. убивме од математики прајање за да... Ама исто шо и да ги Вака- направиме математиките и Ова свето ти што викам не истата испаднеше. грешка ќе ја Па направи. ќе направиме иста бе. Дури ако отидевме без да размислиме на Да, ова, да. овде што го пославме Да. многу по-брзо ни текна. Многу е убаво мекичко. Така, од два и тегам, пошто ова беше малце така. Види технички, моравме да ставиме теписон за да ја заштитиме изолацијата. Да, пошто се сипеше. Пошто мене ме прашува, врзова ламинат ке ставаш ка? Не, си имам паркет доле. What do you mean? Така што apparently врз ваква изолација треба да се стави паркет, ламинат, нешто. Ја пошто не планирам Кошо тоа да или го зидов правам. се да... Е, сега ламинат. Кошо и зидов го направиме. Да, еве. Али мислам дека има ова е и многу, теписон. многу болја опција. Вака ќе го привиткаме тука и тука ќе оцртаме. Мора Извини се, некако да се пикне. кичме. Не, знам. Гледа колку одма поише осеќам. Ехо тука кога дојдов сега дека А, дека се помести ова? пичку матер. Така А. одма се одби во кјош, што нема пастав таму. Ајде. Ајде. What the fuck? На нога? Еј, сега позgodно за факиње тука. Не можам. Застани. Але јаки сме, вежбаме, ајде. На два пати готови сме. Стој. Уште колку имаме? Уште еднаш? Да, бе, Така уште уште еден живот имаме толку. Добро. И се врти малце. Ама многу се јак. Ево ние сантими да му е матер. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Јеби га. Смутнале димензии. Не сме земале ово у предвид ступчево, кога знам дека го спомнавме, ама јеби га. Види, кога нешто сам ќе си сгрешам, сам си го грешам, сам си го плаќам, сам си ја сносам одговорноста, кога тоа е. Барем знам дека не сум го платил, јас ќе си одлучам што ќе си правам, кога нема никаде ме дупи. Види, имаме екстра, секад можеме да допуниме да го залеп. Види. Ште уво. Пилиња. Чао, пилиња. Каде одат? Кажува чао на сонцето. Чао сонце. Кога заоѓа сонцето? Денот. Тачно. Што сакам да го сечам. Кјути зреге што го оставивме, требаше и ова уште да го сечеме, као не требаше да иде ова некај вратата, од оваа страна требаше да иде до тука и среќа што не го исековме затоа што ова уште пократко ќе доеше и као немаше да отиде ни до парното до нигде. Јеби га, не дека е скапо, га 400 денари е квадрат, ама сега реално ново да зијам, поише ме мрзи. Не е толку голема белјата. Као какви бели имаме да идам да те прошетам, да видиш. Ама порано не ти кажувам, пошто ќе се изнервираш. Јас се помирив, да не те нервирам и тебе се, седи. Браво, Ова, тука се е склопи много некако оригинално. слагалицата, да. Сега ќе треба да го враќам ова. Да, мислам дека е време. Може откако ќе се најадеме ми се врти. Нема да си го заслужуваме јадењето. Заслужено е. Ама само уште тоа остана. Леле, сега сакам и тука кауч. Никој да ме слуша дека кивам, така? Леле, која е разлика, човече? Која е разлика и за Не го газење? лишам. Ништо не се осеќа кога скокам. Као ништо не се осеќа. Убива. Браво, thank you, пластичарска. Ама стварно нели тато бараше прилеп нигде не најде, нема веќе теписони. Не постојат еписони, да, една само и на пластичарска нема, значи ќе речеш, као на пластичарска, има теписи колку сакаш, да, вистина има теписи колку сакаш, нема теписони, као една Теписони нема. продавница, само една беше за теписони. Па сега за теписи, здрави живи, ќе видам. Многу побитна работа уште не ми е реди, што е ова, кабелов за бесење што ми остана тука. Мислам дека може да си го оставам тоа задоволство и за некад подоцна. Теписони студио. Штикла. Yes! Ох, заслужен ручек. Да, лол. Лаво око, сакаш колку сакаш. Само да не ги убиеме ова стиро дури бе. Ај! Чао. Чекај, ја како беше? Ајде, можеш. Ајде. Браво! Од второ. Браво! Од второ. Браво! Agility.
Мислам, Леле, ама и она други вам- ствари има. Не постои друг начин да се извадат влакна. Постои да ги запалиме, ти Ајде кажа. пробаме. О, Чекај да ја преместим. направиме- Нема. не пали. Запали с Марио. А шо, само ги зајаба. Ги Павнатре зајаба. остана. Чекај! Ќе ги дувам и само ќе се смала. Тоа е тој од пепел. Евре, многу страф и да снимам тука. Марио веќе два Мама, пати нека мој запали. објективот да ми. Чекам. Сваќам, ама ова цело е пуно. Мора да ги отвори ако смрти. Чекај, бе, мене го Многу мириса. Чекајте сега. За Се мене твој е ова. влакна. Да. Горе на... Actually, мој влакна се ова. Ама горе на коса е како во мириса. Не, стапет. Стапе. Има ми треба друг алат за ова. Два штрафцигери. Брат, супер е. Што Ама е? внатре достанува тоа целото. Ама ако да ќе падне, не бе, брат. Што така? Иди паѓа. Organized chaos. Иди Давај. да живи. Не, брат. Да не скршиме, брат. Немојте, ама нема ме стресирува сабота вечер. Пали, бе, Кики, ајде, пали. Пироман. Дишеме. Мртви. Влакна. Од мојата коса е, дишаме кикче цвеќе, вака ќе мирисам кремирано. Јас ќе се... Зависи која е причината за Ако смрт. умреш од рак, хемотерапија, Да, нема нема да да ми ми салака. Иначе видеото вика дека стварно многу треба, кога само многу треба напнеш, ама се вадат. Сакам нешто да пробам. Пробаме упањач, така да... Не. Ама да... Дали е точното, дали сите тркала се исти? Можда не ни може да се отвори, пошто е многу туце направено. Да, ама треба да може. Дале, Кики веќе Кики, пали. Леле. Да ги ротирнеме малце. Ти успева? Ќе пробуваме, ама ги Јас ќе пробам. Леле. Ти се запалиш тоа тако за Не ја гиге. држам на страна. Гиге! Како има толку многу? Тоа никаде е изчистена. 5 години ја поседувам. Стој. Држи само. Пап, го ширам за да вадиш. операција ширам. Не, брат, fucking пластика ќе се скрши. Во Сабота во вечер 10 и пол. во 10 и пол, да. Ке јадевме. Гиге, јадење требаше да правиш, не Еве. влакта. Еве, готви. Еве ние вечерата за ова Да. работевме. Јадете сега. Нави го. Пржени влакна. Само живам. Не се мачате, успеавме. Кике, ништо не успеавме. Само го заеба. го одложивме проблемот за друг пат. Плави влакна, Кике. Која си носел плава? Кој си носела плав? Со долга коса, пред пит. Ајде, доста е палење. Него ни зеде упелјачов, ми го остави. Твое. Тоа не ќе да го допре, да нема фингерпринт на него. Тоа е твој криминал. Да видиме од поблиску колку е нашминкан стол. Абе супер шминка. Се гледа. Супер шминка. Еве ги влактата што остана. Еве колку Значи е све е средна на остана. работата. Значи све е внатре позапален. Само ги напика унутра. Малце поише врти. Напред-назад на во ходничево, да не испушти уште нешто Добре, да. ситно. Иван, Одгорено. после. Ајде сега вози се малце. Не, вака лудните се забавуваат. Не забавljаме Кике, она е во лудница. Преко, брат! Еј, брат, сакам фајт! Нови влакна собра, не, враќај се. Реално, за колку си изнамаџив да ги избришам и за втор пат што ги бришам без да кажам нешто. Заслужи. Чекај, Еве ги заслужив да влакната. гориме. Ето најнеумилена столица од сите. За вака да те третираат, извини што те Е, носам. тоа е сега. Малце од тепихот Да, вели. да, ќе се навикаш. Леле, Ајде, седнете. леле. Вау. Чао, еј, завеса требаше да ставам тука, не стига. Ја требаше да куцкам тука, па не куцкам. Да, требаше тука да си седам и мен со завеса да си студицира тука. Види како не го правиме тоа. За стањето на оваа соба може да се види кисичката некој што стои. Еј, не е готово, немој се, тоа е најлошиот да види хубава цела соба. Ама не, битно, официјално сум дома. Е, таму снимај го, но. Да, тука ти е компјутерот. Што сега сакаш и доле нешто да издаеме? Не бе, таман за нозете. Не, доле ќе клекне Кики ќе стои да... Копираш на ништо. Леле, преселен. Иди бе снеми го гледалото многу убаво изгледа. Ма така јас ќе се гледам. Како ти Ако го де, чистиш тоа? треба да се гледаш. Еј се гледаме ние. Ета Кики. А, дојди тука. Види како е. Са дефинитивно се гледаш. Ама не завршивме што. Уште многу малце ми остана студиово, али испадна ова видео малце хаотично. Мислам, ова сега што го гледаш се дешава сега, у реал тайм. Некој од прилика денове сега кога го гледаш све што до сега виде е прилично постаро, февруари негде. Така нешто. Март максимум да го завршам. Еве и ова тука што уште е изненадување, сега приметив дека никад не сум кажал што ќе биде тука, така што ќе го оставам изненадување. Once I get everything done, ќе направам така еден спокоен студио тур.
И фала ти што пола сат го гледаше овој процес, толку више немам други снимки од студиото, освен еве ова кој ќе го правам нешто ако доснимам, али леле, кога само нема да ја свртам камерата на така. Фала ти и ако сакаш да видиш што испаднало на крај, следи, прати ситуација, еве ќе ти кажам дека ќе имам малце поише време у upcoming периодот, така што ќе ги исчистам сите овие застарени влогови што сум ги снимил, ќе одлучам што сакам да си остане за мене, што сакам да пуштам за секој да го гледа, што сакам да пуштам само за најблиските, што сакам да пуштам само за members, кои што ми се како дополнителни поддржувачи, али ќе ги донесам тие одлуки веќе по-актуелно. Anyway, тоа е тоа. Фала ти. Love you. Сарака го држам. Love.